Собранието гласаше за двајцата нови министри. По предлог на премиерот Мицкоски, пратеникот Беким Сали се откажа од својот пратенички мандат од пратеничката група на Влен за да премине во извршната власт како министер за европски прашања на местото на министерот Орохан Муртезани, кој беше разрешен на истата собраниска седница. Во меѓувреме Мухамед Хоџа беше именуван за министер за екологија на местото на Изет Меджити, кој на локалните избори стана градоначалник на Чаир. Денес пред вас го доставувам предлогот за избор на двајца министри со цел целосно и функционално екипирање на владата и обезбедување континуитет во работа на клучни ресори од извршната власт. Председателот на собранието Африм Гаши ги констатираше двата избора со гласовите на мнозинството. Пропозивам, че Мухамед Хоџа да зживет министерици или да дотлеч министри на Медисет Јецор, деден бихими хапсинор е бънаводен и в тој дълотой. Ве повикувам да гласам. Купно гласа 72 пратеника, од кои сите гласа за, нема против и нема воздржани. Констатуе се Мухамед Хоџа зжеден министерици или да дотлеч министри на Медисет Јецор, деден бихими хапсинор. Да зживет министерици или да дотлеч министри на чршќеве Европјане е бънаводен и в тој дълотой. Ве повикувам да гласам. Купно гласа 71 пратеник, сите гласа за, нема против и нема воздржани. Констатуе се Беким Сали зжеден министерици или да дотлеч министри на чршќеве Европјане. Откако Сали седна покрај премиерот Мицкоски, кој заедно со Хоџа му честиташе, двајцата положија заклетва. Двајцата нови министри ги одржаа своите процедурални обраќања на двата јазика, на македонски и на албански јазик. Со самото тоа, Беким Сали автоматски станува и прв вице-премиер. Declarări subvenționare, un ministru de creștere probabil ce presinat să ne se isabelias. Tot construi budget de pagesi, de la septembrie și până în venile de la colina sau achilii solei. Zato strömmen da gjeje be përgjithësisë, jo të respektojmë dy shtetuta i dhe ligjet e rekësitës më. На гласањето му претходеше дебата со говори на претениците од опозицијата, од НАИ и СДСМ и реплики од претениците на Влен и ВМРО од ДПМН. Првите ги оценија промените како неуспешни, а вторите како реформи во извршната власт. За време на 75-та седница на собранието, додека се дебатираше за овие точки од дневниот ред, дел од пратениците наместо активно да учествуваат во дебатата, скролаа по социјалните мрежи на своите мобилни телефони, избирајќи подароци за новогодишните и божикните празници.